Компаниите од Источна Македонија имаат потреба од стручен кадар во своите компании. Недостатокот на работна сила, но и кадар кој што ќе биде квалификуван за да работи во производството може да се надмине со воведување на дуалниот концепт на образование. Средношколците во текот на своето 4-годишно образование да имаат теорија, но и практична настава во компаниите. Овој концепт на образование кој успешно се применува во земјите од Западна Европа денеска беше презентиран пред членките на регионалната комора со седиште во Штип. Основната цел е преку поголема практична настава, поголемо стекнување на искуство во самите компании, да се овозможи стручен и квалификуван кадар, онаков каков што е потребен на самите компании. Токму вклучувањето на бизнис секторот во процесот на образование е клучен фактор кој што може да придонесе во подобрување на стручноста, компетентноста на самите кадри, а посебно збор за тоа на денешната седница ќе стане токму за кадарот со средна стручна спрема, за која што компаниите имаат голема потреба. Новиот модел на образование за средните стручни училишта ќе бара време, голем ангажман од страна на сите институции и бизнис секторот за да функционира и да се прилагоди на потребите на македонското стопанство. Председателот на регионалната комора со седиште во Штип, Наум Барзо, вели дека во текот на годинава имале средби и соработки со институциите, а на кои веќе има и предлози. Ќе предложиме одредени предлози и мерки до нашата комора, која што ќе ги спроведе до институциите во соодветните институции во Република Македонија за промена на одредени законски регулативи, за дополнување и за олеснување на бизнисот во Република Македонија. Во Штип компаниите од Центарот за вработување побаруваат пред се кадар со средно стручно образование. И најчесто тоа се струките од средно стручно образование, од оние образование кои во Штип немаме средно стручно образование, значи од тие профили. Најчесто градични работници со средно стручно образование. Овде можеме да ги спомнеме претежно оние што се од текстилната сфера, но оние специфичните со моделирање, компјутерско дизајнирање, значи посовремените начини на работа што се баране, значи во самите конфекции. Стопанската комора на Македонија во текот на наредниот период има и пилот проект токму во делот на дуалното образование со цел да се овозможат стручни кадри во прехранбената индустрија во Виница и електромашинската струка во Скопје, а во соработка со средните стручни училишта.